Паркот кај автобуската станица, кој засега е единствено вакво место во градот, каде младите можат да се забавуваат, по нецели 2 месеца веќе почна да се уништува. Дел од реквизитите се ишкртани, тревата изгазена. На градот, освен што му требаше вакво место, очигледно му е потребна уште поголема култура кај граѓаните. Добро е паркот, него што го уништува одма луѓето, не остава, например, да децата возрастни се качува на нишалки, на сите овие работи што се направени, и тоа е за деца помали, не е за возрастните, средношколци, родители, чак се качува на нив и тоа се уништува. Кучарката одма беше исечена, платното ова исечена, тамо клацкалката окршена. И тоа е све убаво, ама Треба поголема грижа. Да, поголема грижа. Треба самите луѓе да се, како да кажем, посовесни, да чуваат тоа што се направило, не да го уништува одма. А не чини тоа. Тоа не чини. Уништување, тоа е ништо. Тоа не е добиток. Изгубување тоа. Не е тоа. Ја мислим тоа. Состојбата не е подобра ниту на спротивната страна, односно кај новиот спортско-забавен парк, чија изградба е во тек. Инвеститорите се жалат дека несовесни граѓани, претежно тинејџери, влегуваат и ги уништуваат дел од реквизитите. И денеска сликата беше таква. Дечиња чекаат да се нишаат додека возрастни ги користат нишалките. Паркот треба да биде готов до крајот на месецов, а влезот според последните најави ќе биде слободен. Но со ваквото неодговорно однесување се чини подобро ќе биде да се наплатува и казнува.